Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnува. Houston, we have a problem. Добродојдовте во уште една емисија, односно втората емисија во 2017 година од Миленко Неделковски радио шоу на Радио Слободна Македонија. Во студиото со мене се луѓето кои работат и го водат Институтот за современа историја на Србија од Белград, доктор Миле Бјелајац и доктор Александар Раковиќ. За двајцата ќе имам по едно-две прашања кои се битни за нас, за да го знаеме нивниот став. Професор Бјелајац, ве молам, најактуелно политичко прашање овдека во овој момент е така наречената имплементација на тиранската платформа, што сака да направи една македонска партија која се вика Социјалдемократски сојуз во содејство со сите други албански партии. Тоа е тиранска платформа која е правена во Тирана, во Албанија, од албански премиер Еди Рама. Една од најбитните точки во таа тиранска платформа е дека треба да се прогласи српскиот народ и Србија за држава и народот за народ кој извршил геноцид врз албанците во периодот меѓу двете светски војни па се до 1956 година. Кој е вашиот став вака на дневно политичка основа? Pa ta platforma se očito uklapa u jedan trend koji traje od... Таа платформа очигледно се вклопува во еден тренд кој трае од 90-тите години на овие простори, на сатанизирање на Србија и на српскиот народ, и е вперена не само против Србија, туку и против Република Српска, и таа би требала да биде уште еден аргумент кој оди во прилог на некои геополитички решенија. Она што исто така ме вознемирува и она што би било ново ако таа платформа се прифати овде во Македонија, тоа секако би бил еден удар на пријателството меѓу братскиот српски и македонски народ. И мислам дека можеби во позадината на таа платформа, оној дел за геноцидот, токму тоа е една политичка и геополитичка цел. Te ponude, te platforme, kada je reč o genocidu, taj jedan politički i geopolitički cilj. А со вашето историско знаење и познавање на нештата и една вака анализа, што сметате, зошто тоа баш во Македонија се пробува тој клин, што го нарекувате, да се стави? Зошто баш во Македонија, зошто баш во овој период? Pa, da kažem, makedonski i srpski narod su prirodno istorijom upućeni jedni na druge. Македонскиот и српскиот народ природно и историски се упатени едни спрема други. Македонија е еден природен коридор кон Егеот за Србија, еден вентил, така да се изразам, во случај на геополитички притисоци, а на крајот на криштата и еден можен сојузник во некои сложени политички времења. Ако се направи обструкција на српско-македонските односи, тогаш Србија уште повеќе ќе се затвори во еден лонец, во еден котел. Видовме дека многу труд беше вложен да се одвои Црнагора од Србија. Со тоа, еден природен правец од Дунав до Јадран беше прекинат. Србија ја изгуби можноста за излез на море. Секако, тие патни правци, трговски и други, постојат додека се мирни времиња. Меѓутоа во сложени времиња, било на санкции, било во воени времиња, и тоа како на секоја држава е важно да има патишта, некои вентили, од каде би доаѓала некоја помош. Историското искуство за кое еве и овде денеска зборуваме, е тоа дека Србија има трговски, геополитички, стратешки интерес после Балканските војни не само по етничка основа за некои делови, но за делови од Вардарска Македонија била и тоа како заинтересирана, поради тоа да има посигурен пристап до Солун, посигурен пристап до слободниот пазар, а поради волјата на големите сили, на Италија и на Австро-Унгарија, и беше оневозможен пристап до Јадранот. Гледаме дека таа геополитичка позадина од секогаш била присутна меѓу народите и меѓу државите. Делове Вардарske Makedonije tekako bila zainteresovana upravo da bi imala što sigurniji pristup Solunu, što sigurniji pristup slobodnim tržištima, kada je voljom velikih sila Austro-Ugarske
i Italije bio onemogućen pristup Jadranu. Dakle, vidimo ta geopolitička pozadina je često starija u odnosu među narodima i u odnosu između država. Doktore Raković, molim, znači, bezmolkuna sila, međunarodna zajednica je Turka, Crna Gora vo NATO. Kompletna sila, međunarodna zajednica je Turka da dojde na vlast opcijata na socijaldemokratski sojuz koji saka da go proglasi srpski narod za genocidan i istorijata na Srbija kako država i Srbite kako narod vo periodu od među dvete svetske vojne do 1956. da je proglasi za genocidna. To je ova sovremeno vreme. Kako vi gledate na ovija potezina međunarodna zajednica i vo vrska so NATO, odnosno Crna Gora, i vo vrska so genocidat, odnosno Makedonija? Crna Gora je prvo nasilno... Crna Gora je nasilno odvojena od Srbije во 2006 година против волјата на мнозинското православно население. Разликата во гласовите меѓу оние што беа за и оние кои беа против независноста беше во оние кои се малцинство, односно не се православно население. Кога сме кај православното население, тоа гласаше со мнозинство за заедничка држава со Србија. Значи, тие жители, односно нивните предци, кои во тоа време во Црна Гора беа сите православни срби, ја создадоа и се бореа за заедничка држава со Србија, која насилно ни беше одземена во 2006 година. Но насилно е растурена и Југославија во 1991 година, па оттаму ова не е ништо ново, па овој расплет кој го гледаме во Македонија е продолжување на тој несреќен распад на југословенската држава. Ни сега за сега не знаеме каков ќе биде расплетот на состојбите во Македонија, тоа баш не ни е јасно. Јасно е само дека новите состојби не им се наклонети на македонскиот народ. Тоа е повеќе од јасно. Приликите очигледно не им се наклонети и на српскиот народ и очигледно во некоја мерка ова можеме да го толкуваме како продолжување на овој историски процес, после кој започна дезинтеграцијата на Србија во 2008 година, кога беше признаена едностраната сецесија на албанците на Косово. Дали сега ова доаѓа тук? Дали после распадот на Југославија и намерата да се дезинтегрира Србија како носител на Југославија, доаѓа моментот на федерализација на Македонија или можеби некаков вид на распад на Македонија. Тоа останува да видиме. Но тоа и од вас македонците зависи многу. Дали ќе пружите отпор на оваа нова настаната состојба, дали ќе пружите отпор на нас србите како браќа да не дозволите тука да не обвидат дека сме сториле геноцид кој реално никогаш не бил извршен. Makedonaca optuže ovde u Makedoniji, u vašoj zemlji, za genocid koji nikada nije izvršen. Dakle, to su, tako je, izvolite. Kako vi Srbite gledate na partija kako što je Socijaldemokratski sojuz, koji je inaku naslednik na partijata na Sojuzot na komunistite na Makedonija. Znači, Sojuzot na komunistite na Makedonija se pretoči preko nekoliko imenja vo Socijaldemokratski sojuz na Makedonija. Znači, тоа се naslednicite na crvenata buržoazija. Kako gledate na tije luge koji se izdava дека се naslednici na borcite od Втора светска војна, дека се тие што го поразиле фашизмот, ги избркале германците, бугарите, албанците, италијанците и така натаму. Како гледате на таква партија која во овој момент меѓу другото сака да направи декларација со која се прогласува владењето на србите на оваа територија за геноцидно? Pa to je samo deklarativno. Тоа е само декларативно и Демократската партија на социјалистите во Црна Гора исто така наследничка на Сојузот на комунисти, како што е тоа тука случај со СДСМ, но тоа е декларативно. Тие спроведуваат тука политика која им е дадена од странство и се однесуваат според насоките кои ги имаат добиено. Дали тоа го прават од собствено убедување, не сум баш сигурен. Прашање е на кој начин тие се согласиле да водат политика која е против интересите на нивната земја и народ. Тоа зборува за карактерот на луѓето кои доаѓаат на власт или уште повеќе говори за карактерите на оние кои нив ги доведуваат на власт.
Зборувам за оние луѓе од страна кои го направија сето ова замешателство на целиот поранешен југословенски простор, бидејќи тие луѓе секогаш играат на картата да најдат луѓе кои се подложни на притисок, корупција, разни афери, бидејќи со нив лесно се манипулира. Најтешко е да се манипулира со луѓето кои имаат интегритет, односно со нив не е можно да се манипулира. И поради тоа на власт често се носат компрометирани луѓе или медиокритети со кои лесно се управува. Кога станува збор за Заев, ми се чини дека станува збор за човек чии политички капацитети, не сакам да зборувам за другите, не сакам да бидам претенциозен, но неговите политички капацитети се подпросечни. Прашање е како македонскиот народ можеше да дозволи еден таков човек да успее да победи заедно со албанците, да добие мнозинство и да дојде во ситуација да ја преземе власта, зашто сега само од претседателот Иванов зависи дали ќе му го даде мандатот на Заев или не. Има некои информации од хрватските медиуми дека Заев настојува по секоја цена да дојде на власт, дури и по цена таа власт, еве го слушнавме Фрчковски пред некој ден, мислам дека тој го спомена тоа, таа влада да биде формирана во кафана во Тетово, па некој друг рече потоа да го заземеме собранието. Ако тоа се случи, тоа е пуч. Обид за пуч, а во тој случај постојат одговори кои се конвенционални. Тоа може да биде и сила. Но она што е сосема сигурно сега е дека Заев нема да се согласи на нови избори. Ниту албанците ќе се согласат за нови избори. Тие на овие избори практично сметаат дека победиле. Македонија е пред формирање на албанска влада, односно на чекор до формирање. Ако не грешам, мислам дека Заев доби околу 70.000 албански гласови. Значи станува збор за влада која практично ја изгласале албанци. Тоа се вештини, но не се тие така вешти. Некој им рекол така да постапуваат и еве, дојдоа на чекор до целта, до потполна дестабилизација на Македонија. Им пожелувам на македонците, како на наши родени браќа, многу среќа и им посакувам да разговараме за нашите интеграции. Во влади кои су успели да изгласуju Албанци. Dakle, to su veštine, ali nisu oni tako vešti, nego im je tako rekao da rade. I evo došli su na korak do cilja, do potpune destabilizacije Makedonije. Želim naravno Makedoncima kao našoj rođenoj braći svu sreću i takođe želim nam svima da razgovaramo o našim integracijama. O integracijama... Тоа сакав да ве прашам, доктор Раковиќ. Единствен новинар, единствена јавна личност во Македонија, која инсистира на разговор, дебата, отварање, дискусија околу така наречениот план Б4, план создаден во корелација меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп, во Македонија единствен таков човек е вашиот домаќин во емисијата, односно јас. Ниту еден друг новинар, ниту една друга емисија, ниту една друга дебата, ниту една друга колумна, ниту еден друг настап никаде не ја третира таа. Сите ја кријат. Сите бегаат, сите се плашат од така наречениот Б4 план. Меѓу другото и затоа што не знаат точно за што се работи. Сега има и тоа. Има незнаење, има страв дека се работи за некој српски хегемонизам и така натаму и така натаму. Би сакал јавно да ве прашам. Сметате ли дека планот Б4 е спас за ова православно население во 4 православни држави на Балканот: Црна Гора, Република Српска, Република Србија и Република Македонија? Тоа е еден предлог за кој треба да разговараме, бидејќи заслужува внимание. Ова е многу подобар предлог од оној со кој сакаат да не стават во НАТО пактот. Тоа е джентлменски, многу коректен предлог кој Русија први ни го соопшти нас, а потоа и на Соединетите Американски држави. Гледаме дека тука нешто се случува, бидејќи Сенатот никако да ја прифати Црна Гора во НАТО. Значи, 3 месеци стои во место. Тие гласа за некакви тривијални работи, а Црна Гора веќе никој не ја споменува. Значи, она се наоѓа на агендата, но никако да дојде на дневниот ред. Во таа насока гледаме дека нешто доаѓа, но и ние треба исто така да разговараме за нашите интеграции. Не само да им оставаме на русите да даваат своји предлози, туку да видиме како ние можеме да ги модифицираме овие наши 4 републики со православно мнозинство на оваа постјугословенска територија. Но знам дека во Македонија засега не постои дебата
за руската улога на територијата на Македонија, како и за незината можна улога што се избегнува. Но бидејќи вие ја заговарате таа идеја, бидејќи имате аргументи да ја заговарате таа идеја, вие исто така можете, бидејќи сте јавна личност, да видите во коментарите на вашите гледачи, слушатели и следбеници на интернет какво е расположението на македонците по тоа прашање. Дали вие имате десетици илјади луѓе кои ве следат? Би било убаво да го чуеме и вашето искуство за тоа како македонците реагираат. O tome kako Makedonci reaguju. Професоре Белаец, доктор Раковиć, ви благодарам за гостувањето во мојата радио емисија. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.